Колку пати досега сте донеле одлука да промените нешто во вашиот живот и тоа почнувајќи од утре? Понекогаш можеби нема да бидете во состојба да ги контролирате работите што ве обкружуваат, но со сигурност можете да ги контролирате работите што ги донесувате вие. Слабоста на човековата природа е секојдневие и изразено е во се поголема мерка. Како да се победи слабоста, ќе дознаеме вечерва. Срдечно добре дојде ви посакувам и оваа вечер. Ве поздравуваме сите кои што не пратите преку Live Connect и преку Twitter. Срдечно добре дојде до моите гости вечерва во студиото. Со нас оваа вечер се Радко Ристевски, дипломиран теолог, Ленче Јанева, која ни доаѓа од Струмица, дипломиран правник по професија, Томе Насков, магистар по теологија и Саше Стојановски, електроинженер и студент по теологија. Како сте? Супер. Вечерва имаме многу интересна тема за дискусија. Пред да ја слушнеме темата, сакам и предлагам да ја слушнеме анкетата која што имавме можност да ја снимеме во Скопје со нашите сограѓани. Ги прашавме две прашања. Колку сте истрајни во своите одлуки и дали понекогаш чувствувате дека немате контрола над случувањата во вашиот живот? Да слушнеме што ни одговорија. Многу. Упорен доволно. Па, до граница на можностите. Ако може да се оствори, ќе бидеш упорен. Ако не може да се оствори, не вреди да се биде упорен. Па не можам баш да се пофалам дека сум истрајна. Не дека на првата причка се откажувам, ама не сум баш истрајна, не. Па настојувам да бидам, колку тоа треба некој други да ме каже за тие што пишам или што работам. Не секогаш. Би било добро да бидеме секогаш истрајни и упорни и тоа ќе оствариме на што ни е зацртано. Па доста сум трпелив. Искрено, доста сум истрајна. Па стално ги користам тие одлуки. Може некој пат потешко, али морам на крај да одлучам сама. Во мојата одлука сум истрајна, доколку навистина ја сакам. Например, имам одлучено дека ќе живеам во странство и сум истрајна сум истрајна на таа одлука, да, и се трудам и барам факултет во странство и така натака и така натака. Па да, чувство. Да. Некогаш да. Не некогаш, него почесто се тако дојде време во што некогаш, значи не сме трпеливи. И знаеме да, не можеме да контролираме се, да. Не, секој пат имам и секој пат сум скромна и убаво си поминувам. Па да, некојаш случувањата зависат од некои други личности. Па да, нормално да, контрола. Многу често немаме контрола врз работите што се случуваат, но сепак на некој начин гледам да превземам одговорност за се што ми се случува. И така интересен процес е се до тоа. Па секако дека немаме на сите случувања контрола. Значи, некои работи доаѓаат сами по себе на кои што ние не можеме да влијаеме. О, многу често. Многу често. Значи, многу често. Не никогаш, туку баш она многу често. Тоа беа одговорите на нашите анкетирани личности. Мене ме интересира кои ќе бидат вашите одговори вечерва на чет линиите. А за да може да се проследат вашите одговори и се она што го запишувате, Александра Методиева и Сузи Хани ќе бидат тука со нас и ќе ни ги споделат вашите размислувања. Кажете ми, колку сте вие истрајни во вашите одлуки? Па, кој што рекој некои од анкетираните личности, во некои одлуки може би сме, во некои не, но сепак верувам дека постои таа
како да кажеме, на генерална слабост кај луѓето да не ги истраат со своите одлуки. Еден пример може да биде тоа нешто ги кажеме ние новогодишни резолуции или одлуки. Од оваа година ќе почнам со тоа и тоа. Од оваа година ќе ослабам, од оваа година ќе почнам да учам подобро. Но тоа после јануар некако као да избледува, го нема и мислам дека навистина постојат одлуки, постојат желби, но тоа да се истра или самата тоа да се оствари е на друга приказна и мислам дека има еден јас помеѓу тоа и не верувам дека тоа е навистина на слабост на човекот која сите нас верувам сме ја почувствувале и на наша кожа. Така, Саша, како стои кај тебе? Истрен ли си? Тоа ме спомна одлуки, нови резолуции за нова година. Јас би рекол секој понеделник или секој први во месецот правиме некакви одлуки, се надеваме и се натервуваме некако да ги спроведеме, меѓутоа на жалост не секогаш не успева. Фала му на Бога во нешто успеваме, меѓутоа генерално сите сме некако послаби. Ленче, кажи ми струмичаните, колку истражлив народ си истраен? Па, струмичани, упорни ли како и сите други граѓани на останатите градови, си ги имат сите исти слабости и тие се сепак обични луѓе, а човекот е слаб по природа, значи колку и да сака и да се труди да биде јак и цврст, така сме некако створени. Таква ни е природната наша конструкција што многу пати навистина од петни жили се трудиме нешто да спроведеме нешто што сме го замислиле претходно, но на крај се паднува некако во вода. Така што има точно како што веќе се спомна, има навистина спроведување на веќе осмислени планови, но има многу и што не се остварени. Ставени се на план за реализација, меѓутоа до реализација никако да се дојде. Што мислите, Радко, еве конкретно до тебе, дали понекогаш чувствуваш дека некои работи што ти се случуваат конкретно во твојот живот, не можеш да влиеш, не можеш да ги контролираш? Да, има некои такви моменти кога доаѓа спонтано и неочекувано, не си ни спремен за некои работи, али јас мислам дека за добар дел од работите можеме да делуваме, да бидеме во текстот на станете и едноставно да одлучуваме сами за себе. Али за некои работи, кои што веќе спомнавме, доаѓа така изненада и неочекувано. Не можеме да влијаеме, значи апсолутно на се што ни се случува. Но и како можеме да промениме некои работи? Може би не можеме да влијаеме, но често пати да бидеме искрени, токму таквите ситуации кои што не затечеле во, да речем, во небрано, кој што вели народот, направиле да израстеме подобро, да се изградиме побрзо како личност, едноставно за изградба на нашиот карактер. Така да не е толку лошо да доаѓаат такви настани. Да, понекош може да биде кобно, знаеме некоја болест и слично, меѓутоа генерално и таквите испади што не се случуваат во животот имаат своја позитивна улога на крај. Што мислите, дали слабиот карактер е виновен за тоа што не сме истрени во одлуките? Или карактеристика на човекот е слабост и ништо повеќе од тоа? Дали има врска карактерот со истреност? Моje мислење е дека има конотација или врска помеѓу тие двете работи, бидејќи ние обично ли велиме кога човекот не е упорен или не истрајува или не се држи до зборот, не велиме, тој таков карактер е. Не може да му се верува. Така да, или некој така структурата на човекот може да кажеме е всушност и карактерот. И некои луѓе се поистрани, потемелни, ги спроведуваат планите, упорни, значи тоа е навистина карактерна особина на некој човек. Некои луѓе имаат слабост на тоа ниво и се манифестира во нивниот живот или гледаме нивниот целиот живот, некогаш има и огромни последици. За некои одлуки можеби кај нас не се толку битни за нашиот живот, но има одлуки кои доколку не ги спроведе навистина и како влијаат на целиот наш животен ток. И мислам дека карактерот и како има улога во тоа. И е еден тест на карактерот, всушност тоа, колку ќе се држиме ние до нашите одлуки. Да, дали нашите, ајде да кажеме, слаби одлуки, неистрајноста, неупорноста, допридонесуваат да можеби им го нарушиме и животот на останатите луѓе кои што живеат со нас или општо на заедницата во која што се наоѓа? Да, секако, затоа што ние сме неодвоив дел од местото каде што живееме, од луѓето со кои што се дружиме. Значи,
отсуството на било кој човек не може да кажеме дека воопшто не се почувствувало и те како се чувствува. Дали јас насмевка некому ќе подарам тоа, можам само јас да го направам и затоа токму затоа треба да се потрудиме малку да бидеме истрајни во тие наши одлуки. Точно е дека тоа сето зависи од нашите карактери, но ние можеме да ги менуваме нашите карактери. Значи, ако денес не сме успеале нешто да оствариме, да осмислиме, да спроведеме на дело, утре треба да се потрудиме тоа да се промени и ќе вроди со плод. Значи, сепак треба да се вежба во истрајност, не да се откажуваме после првата припрека. Најчесто ние тоа и го правиме. Една мала припрека и тука е крајот. Сакам да слушнам кое е размислувањето на оние што не следат преку Live Connect и Twitter. Сакам да ја прашам Сузи конкретно. Сузи, дали може би има нешто вечерва интересно кај тебе, а потоа ќе ја слушнем и Александра Методиева. Да. Ве поздравуваме тука од чатот. Би сакала прво пред се да им препорачам на сите гледачи да заземат активно учество, заедно да бидат дел овде во програмата заедно со нас, со тоа што ќе ги испраќаат коментарите, некои мисли поврзани со темата и така натака. Еве, јас би сакала да прочитам овде една мисла која што ја добивме. Силата не доаѓа од победите. Вашите борби ја развиваат вашата сила. Кога поминувате низ тешкоти и одлучувате да не се предадете, тоа е сила. Александра, што би кажала ти на оваа мисла? Јас се согласувам со мислата, силата не е производ кој се оформува така лесно, туку тоа доаѓа на крајот од сите борби. Низ многу борби, победи, без откажување, така доаѓа сила. Добро, јас би прочитала еден коментар. Понекогаш најсилните луѓе се оние кои сакаат и покрај сите недостатоци плачат за отворени врати и водат борби за кои никој не знае. Ти имаш некој коментар, Суза? Па јас би сакала да кажам дека силата на простувањето е одлика на големите срца. Само големите срца сакаат и простуваат. Луѓето мислат дека се силни кога се одмаздуваат, меѓутоа сето тоа би кажала дека е навистина погрешно, бидејќи тоа е голема слабост. Силната страна е на луѓето со големите срца кои што навистина простуваат и сакаат. Така да, слабите луѓе се одмаздуваат, силните луѓе простуваат. Ете така. Јас би се надоврсала на ова со уште една убава мисла. Оној кој што паѓа и станува е многу посилен од оној што никогаш не паѓа. Да, прекрасни мисли. Продолжете со вашите коментари, студио. Ние продолжуваме со вечерашната тема. Ленче, дали може би имаш некоја твоја сторија, некој твое искуство, што би кажала ти во врска со вечерашната тема кога станува збор за слабоста на човековата природа? Сега во врска со слабостите, многу слабости ние имаме. Навистина има многу примери што е навистина жално. И сега овој пример што ќе го кажам, навистина се повторува многу често во пракса и сведоци сме сите на тоа. Станува збор за развод на брак, например. Се работи за еден брачен пар, кој што јас ги познавам, по-конкретно жената ја познавам. Тие има многу голема љубов, многу се сака, се зедоа многу млади, си имаа 3 деца и некако со тек на време, не знам од кои причини, дали из досадија или не знам како и што, едноставно сопругот подлегна на таква своја слабост и тој ја изневери својата сопруга, но се уште останаа тие во брак. Неговата сопруга тоа го доживеа многу болно и што е оправдано, но таа подлегна пак на друга една слабост, така што реши да му се одмазди. И таа го направи истото тоа како и тој. И што се случи? Сето тоа резултира со развод на тој брак и нивните деца беа тие кои што најмногу страдаа и доживеа судбина да бидат поделени кој е дете кај татко, кој е дете кај мајка. Што е навистина многу потресна една приказна што е многу честа во нашите секојдневија и не би смеела да се случи, а тоа сигурно нема да биде ако ние се бориме со тие наши слабости. Затоа што нема човек кој што нема такви слабости. Животот е всушност борба. Животот е борба со
секое наше чувство кое што не тера сами да се деградираме со тоа што ќе си ги негуваме тие наши чувства. Тие се како едни птици кои што летаат над нашите глави, ние не може да ги спречиме тие птици, но да не им дозволиме да направат гнездо во нас. Да се трудиме, значи да се бориме, да ги растераме тие лоши чувства и лоши некои инстинкти, сето она кое што не прави негативни, мислам дека е до нас, многу се бара од нас. И ние сме должни, значи, како што пред малку спомнавме, на нашата околина ние и должиме да се бориме. Така. Саша, што мислиш, дали човековата природа е слаба, тоа веќе нели дискутираме цело време, но дали е тоа изговор или е реалност? Сакам малку да се навртам на тоа околу слаба природа. Ние се начнавме на сите ние кажавме по нешто, меѓутоа би сакал да се повикам на еден текст познат од Новиот Завет кој што го напишал апостол Павле. Сите што читаат Библија знаат дека апостол Павле напишал голем дел од Новиот Завет. И би сакал да прочитам неколку стихови од посланието до римјаните, кои што укажуваат на борбата која што имал апостол Павле, како што и ние денес имаме. Вели вака: така, не знам што правам, зашто не го правам оно што го сакам, туку го правам оно што го мразам. Продолжува: зашто веќе не го правам јас, туку гревот кој живее во мене. Значи тој кажува која е причината зашто правиме нешто што не го сакаме или зашто некои одлуки не може да ги донесеме. Вели: зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. Беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртоносно тело. Ова го напишал апостол Павле во 7 глава, посланието до римјаните, и доколку би го читале овој текст само до овде, би паднале, да речем, во депресија, читајќи го, како да нема излез. Но сите што читаат Библија знаат дека римјаните, посланието до римјаните, не сме да се чита само 7 поглавие, туку мораме да одиме едно поглавие понатаму. И она што го пишува е еден вид на решение кој што апостол Павле го нуди. Како тој нашол излез од ваквата ситуација. Вели вака: и така, сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по тело, а по духот. Зашто законот на духот на животот во Исуса Христа ме ослободи од законот на гревот и смрт. Само да сумирам, апостол Павле сака да каже: постои еден закон во нашите тела кој што 24 часа континуирано не влече надолу. Тоа е како гравитација. Таа постојано влече и влече и влече. Ние колку и да се трудиме, сами од нас, ако бараме сила во нас, ќе подклекнеме. Меѓутоа, апостол Павле вели: постои еден друг закон, закон на духот, и преку Исуса Христа тој закон делува антигравитационо во овој случај, како еден балон кој ќе го наполниме со хелиум. Тој влече на нагоре. Значи решението не можеме да го бараме во нас самите. Она што ние подклекнуваме на нашите одлуки, ќе донесеме одлука и нема да ја оствариме, е проблемот затоа што бараме решение во нас и затоа е неопходно да бараме решение од озгора, да бараме решение од Исуса Христа. И истиот апостол Павле во едно друго послание вели: се можам преку Христа кој што би дава сила. Така. Јас би сакала да ги слушнеме и коментарите што вечерва ги оставите на нашите линии. Предлагам Александра и Сузи да ни пренесат каква е атмосферата таму. Една прекрасна мисла би сакала да прочитам. Силните личности знаат како да успеат во животот, кога со солзи во очите ќе кажат: добро сум. Сузе, што ќе ми кажеш за оваа мисла? Јас би напоминала, би се надоврзала на мислата за тоа што луѓето кои што велат добро сум, всушност веруваат тие дека ќе биде подобро. Веруваат, значи, дека имаат надеж, имаат вирба и нормално со надежта и со вирбата тие веруваат дека работите во животот ќе бидат на подобро и заради тоа силните луѓе, мислам, и слабите луѓе, онака кои што се во душа, сепак веруваат дека еден ден нормално дека секи си дојде на свое место. Благодарение на надежта, на вирбата и така. Ете, во продолжение, јас би сакала да прочитам една мисла овде што ја добивме. За да продолжите напред, треба да бидете силни. За да бидете силни, треба да бидете среќни. За да бидете среќни, треба да сакате, како никогаш да не сте биле повредени. Ова е прекрасна мисла. Што ќе додадеш ти на ова, Александра? Па и јас се согласувам, значи да сакаш, значи да бидеш силен, значи кога сакаш, кога си среќен, всушност си силен. Силата доаѓа однатре, значи посебно од позитивните мисли. Значи треба секогаш да црпиме сила однатре од позитивните мисли. И јас имам една интересна мисла да прочитам. Дали сте знаеле дека луѓето
за кои ви се чини дека сте најсилни, најчесто се најчувствителните, дека луѓето кои покажуваат најмногу добрина се најмногу повредени. Дали сте знаели дека оние кои покажуваат дека не им е потребна љубов се оние на кои најмногу им е потребна и оние кои се смеат, можеби најмногу се оние кои најмногу плачат додека се сами кога нема никој околу нив. Ева по продолжение. Секој пат во животот е тежок, но јас имам сила. Ќе удам докрај, со крената глава нагоре. Тоа е мојот избор. Да, прекрасни мисли. Значи ве очекуваме со вашите коментари студио. Томас, дали е можно слабоста да ја претвориме во сила? Па можно е да се претвори и тоа е добра вест, нели? Доколку ние само останеме на тоа што веќе кажавме дека е еден дел од човековото искуство, за жал е тоа да постојат слабости и да ние имаме последици од тие слабости, веќе и од искуството кое го слушнавме. Но сепак ние не сме жртви на сета таа ситуација. Веќе Саше веќе спомна некој за некоја надеж тука гледам или некој решение веќе беше начнато во неговото излагање, а тоа значи дека пред се е многу битен тој фактор да се свати дека ние не сме сами во таа борба. Или во тие наши слабости, дека имаме помош од Исуса Христа или од Духот кој тој го дава, што беше спомнато, кој ни стои на располагање и кој сака да ни помогне во тие борби. И затоа од една страна, нели, Бог и го бара одговорност од човекот да го подобри, нели, карактерот, да избере, да направи добри одлуки, да се развива, да победува слабости. Тоа све имплицира дека е можно. Ако сме чим постои одговорност, значи дека е можно некој решение. Тоа решение и сам Бог го дава и мислам дека тоа е многу битно да сите ние го сватиме, да не остане само на што веќе спомнавме, да постои како некој изговор да едноставно што да правам сега, таква е природата човечка и останува на тоа. Да, него постои, потребно е да се бориме, да се изградуваме, да се соочуваме со тие слабости, а што е многу битно ни постои, нели, и помош кој ни е тука, но сепак таа одговорност за искористување на таа помош, за соочување со слабостите е кај нас. Значи постои, борбата може да биде тешка, но сепак е можна и треба да биде присутна. Да. Ленче премалку спомена пример со неверството помеѓу брачните другари. Тоа е факт, навистина, според најновите истражувања и статистиките што зборуваат конкретно за Македонија, кажуваат дека од 3 склучени брака, 2 се веќе разведени, а 1 е на климави нозе. Но неверството не е само една од карактеристиките на слабоста. Тука станува збор и за коцкањето, обложувалниците се преполни. Станува збор и за алкохолизмот, за наркоманијата. Значи, еден куп на слабости кои што секојдневно се среќаваме и ние, и вие, така да бараме решение. Раде, има ли решение? Решение секојаш постои. Само до нас луѓето дали тоа решение го гледаме. Велат дека за да еден спортист да постане врвен спортист, тој не се раѓа така. Значи 10% има на талент, а 90% упорност и страјност. Едноставно проблемот кај луѓето кај нас е во тоа што ние не сме упорни. Значи ако јас знам дека нешто е проблем кај мене, едноставно работам на тоа. А ние сме склонни да гледаме слабостите и маните кај другите луѓе, ако треба за кај нас, едноставно за тоа не размислуваме. Верувам дека постои проблем, веќе беше и начната таа тема. Значи ние не сме сами, добиваме сила и снага, само дали сакаме таа сила и снага да ја користиме. Едноставно, како што Анатол Франс во една прилика Нобеловецот за литература запишал: ние размислуваме мудро, постапуваме лудо. На човекот не му е рамен за правење планови. Ние можеме да размислуваме на долгорочно, да правиме планови све, али кога треба да некој акт, некој дел да направиме, тогаш се повлекуваме и тогаш не можеме. Тоа е оно што покажува колку сме ние луѓе слаби заправо. Многу пати ќе си кажеме себе си: од денес одлучувам дека го менувам својот живот. Значи почнувам да вложувам во своето здравје, значи ќе одам на трчање, на пливање, во теретана. Колку пати само сум чул луѓето рекле: од денес одам на диета. И тоа никогаш не се остварило. Никогаш не доаѓа момент кога нешто што сме окажале, конечно сега ќе го оствариме. Ќе речеме: од денес одлучувам да остварам добра врска, однос со моите пријатели, со моите соседи и да покажам добар карактер према оние кои што немаат некој добро мислење према мене. Али верувајте дека тоа е све само на хартија, ден, два, три и после тоа завршува све. И се постава прашање зошто, од каде тој нагон, зошто постојано планираме и планираме, а не сме во состојба да го направиме тоа.
Дали нашата човекова природа е надвор на нашата контрола? Дали не можам себе си јас да се носам? Дали не можам да бидам упорен во она што веќе сум го зацртал пред себе? Дали мора некој друг да се грижи за мене? Веќе и во самата дискусија спомнавме дека некојаш треба се охрабри некој за да биде упорен во тоа што го има. Ако некој има проблем и кажеме, ништо за тебе нема решение. Едноставно охрабрувањето, некоја насмевка само на некоја друга особа може да му даде знак, елан да трне и да напредува во својот живот. Сеќаваме како деца, многу пати сме упаѓале во неволи. Дали е тоа бидејќи сме скршили некој прозор во комшиите, или можеби сме истурили чаша млеко, или некоја модрица кај постариот брат или помалата сестра. Едноставно сме дошли во ситуација каде ние сме криви за некои работи. Која е прва наша реакција? Не јас, не сум крив. Одма, одбранбениот наш механизам се ствара. Јас не сум крив за тоа, некој друг беше, куќето ме натера и она што е денес најголем проблем во 21 век, викат човекот од самото ТВ тоа го кажа. Ова генерација во 21 век го гради својот став, својот живот, стилот на живење према она што се изнесува од медиумите, од телевизијата и многу пати велат тоа таму функционираше, али кај мене не. И многу животи се уништени бидејќи некој покушал да направи нешто дома кој што веќе успела на некој друго место и на крај не успела, што завршила со лошо. Меѓутоа, што е со кога ние исто тоа гледаме кај другите луѓе? Кога јас правам лошо, кога јас правам некои лоши постапки, себе си кажеме во ред. Ајде, така беше, така помина, али кога тоа гледаме кај другите луѓе, ние секогаш сме склони да ги осудиме, да кажеме, јас да бев таму, така сигурно немаше да постапам. Едноставно јас во таа ситуација, за разлика од Томас, Саше, ја подруго би реагирал. Али многу пати сваќаме дека не сваќаме во која ситуација тие се нашле, што е тоа што нив ги окупирало во тој момент, кои се последиците можеби од нивниот живот, од нивното рано детство, од една страна, а од друга страна никогаш, скоро никогаш, кога ги евалуираме другите луѓе, никогаш не размислуваме за себе. Истиот критериум не го користиме. Затоа многу пати знаеме да кажеме нешто, да осудиме некого, а да при тоа за себе не гледаме. Како што и самиот Исус Христос запишал дека не судете, зошто? Бидејќи со каков суд судите? Со таков ќе ви се суди. Со таков и ќе ви се суди. А ние секогаш сме спремни да ги осудиме другите луѓе и да направиме нешто лошо. Арлинче, бидејќи Раде спомена, медиумите доста имаат влијание врз однесувањето на човекот, посебно на младата популација. Тоа се мислам дека зема поголем замав, поголеми разорни мерки, така, можам да кажам. Затоа што навистина штетно влијание има. Доведува исто до друга таква некоја слабост што се појавува посебно кај младите генерации, што јас лично можам да видам од моите сопствени деца, кои се постојано некако зафатени или со компјутер, или со телефони, никако не можеш да ги видиш да читат книга. Ете, например, читачката навика се губи, што е навистина многу жално и ме прави посебно многу загрижена околу сето тоа, бидејќи не можеш да се изградуваш најправилно како личност и ти се насочува разумот во некој само одреден заслепен смер, те дегенерира и не можеш воопшто да се развиваш во некоја благородна личност. Значи, се што е благородно ние го пропуштаме. Времето ни е скапоценно, треба да се развиваме, треба да вложуваме напори во нашето лично градење. Но ете, има многу фактори кои од раѓање, значи вродени, наследни, сето тоа си го зазема своето место кај секој од нас и тоа е она што не прави слаби. Да, Раде, кога веќе Линче спомена детството, може ли некои трауми, да кажеме, што сме ги имале во нашето детство, да резултираат на одлуките што ќе ги донесеме во подоцничниот живот? И како. Нажалост, начинот на кој што некои деца растат, или еве се земеме себе си, покасно донесува можеби погрешни одлуки. Ја би спомнал само едно име, тоа е Чарлс Менсон. За голем дел на жителите во Америка тој име е познато, бидејќи во 1970 година тој направил свирепо убиство на Шерон Тейт и бил одговорен за целиот масакар што го направила таа негова група на пријатели. Меѓутоа, тој човек бил осуден, бидејќи направил лошо дело, убил позната особа од една страна, а од друга страна цел тим кој што радел на тоа убиство и многу луѓе на крај го завршиле својот живот. Меѓутоа, она што е интересно за него дека постои приказна, тоа е вистинитост во врска со самиот Чарлс Менсон. За него кажува дека бил дете на проститутка, која што еден ден, додека бил дете од 3 години, го носи во еден бар
И жената која што работи на шанкот, шанкерката, го гледа ова прекрасно дете и кажува толку убаво дете, што можам да ти дадам за него? А неговата мајка ладно одговара и вели само една кригла пиво. И во тој миг направена е замена за ова прекрасно дете само со една кригла на пиво. И верувате од тој миг како се развива неговото детство. Од тој миг Чарлс Менсон постанува особа која што со 3 години е продадена на некоја друга особа, а јас верувам дека можеби претходно не бил во некој прав начин воспитуван, али сепак многу пати ќе кажеме мајка си е мајка, али ова шанкерка го купува за една чаша пиво и неговиот живот комплетно се менува. Сега можеби ние кога гледаме целото негово искуство да кажеме воред Чарлс Менсон не е крив за неговите постапки, зошто? Бидејќи пораснал на лош начин, немал никакво воспитување, едноставно бил отфрлен и се тоа било последица на... Што мајка му го отфрлила, што останува за останаците. Точно. Едноставно, митоа, од друга страна, ние не можеме да го судиме него како особа, али сепак неговите дела се тие нешто се осудуваат. Зошто? Бидејќи така секој ден работи, то на крај би спаднало анархија. Секој би го правил своето што сака во ова општество и ако не се осудува делото, односно самиот акт на Чарлс Менсон. Меѓутоа, оно што мене ме загрижува, што многу луѓе после неговото осудување на доживотна робија во затвор, прашуваат дали можеби постои за него помилување. Дали бидејќи тој погрешил, дали можеби ќе се осврнеме на неговиот минат живот, па сега ќе му опростиме све. Олеснителна околност. Значи, сепак од друга страна можеме да кажеме дека не можеме се секогаш изговараме дека мојата природа е таква, татко ми беше многу слаб, па сега јас сум слаб. Едноставно тоа ни е во гените и не можеме ништо да направиме по тоа прашање. Не, едноставно човекот треба да биде решителен. Има многу случаи каде што луѓе имале полоши искуства него Чарлс Менсон, а на крај израснале во луѓе кои што имаат здрав живот, морални одлуки донесуваат и достојни за почит. И достојни за почит. Али едноставно не треба ние се изговараме постојано во нашиот живот дека во ред тоа е така, моите беа такви, јас сум таков. Ние од нашите родители носиме гените како, али сепак јас, ти, секој од нас има можност, право на избор. Од нас зависи што ќе избереме. Често кога ги отвараме весниците, не може да помине момента да не видиме дека внатре некој некому нешто направил. Дали тоа било убиство, дали било силување, напад, грабеж. Едноставно гледаме дека луѓето се спремни да направат се и се што со цел да ги уништат другите луѓе, само да ги задоволат своите прохтеви, своите некои можеби слабости кои што ги имаат, али не можеме, што веќе рековме, да се вадиме на тие слабости. Се поставува прашање дали нас такво нешто не чека и во иднина. Дали сме ние по себе толку лоши луѓе? Искрено, ако ме прашате, ја мислам дека не сме. Ние имаме исконско во нас што е створено да бидеме добри луѓе. Да имаме добри морални вредности и тоа ние сме должни да го гајиме денес. Како луѓе во 21 век треба да покажеме дека сепак постои човек кој што е добар во ова хаотично и брзо време. Јас верувам дека постојано нешто се случува околу нас, тоа е факт, али сепак од нас зависи што ќе одлучиме. Некако кога ве слушам вака, кога го кажувате вашето излагање, сепак се раѓа надеж кај оние што можеби не можат да се справат со своите слабости. Јас мислам дека може да се најде некое решение. Саше, што мислиш? Постои ли надеж за некои луѓе кои што мислат дека за нив нема воопшто надеж? Јас сум сигурен дека постои надеж за секој човек. И покрај тоа што сме сведоци, често се случува да некои луѓе посегле дури по сопствениот живот. Или по животот на своите најблиски, во изговор дека едноставно нема надеж за нив, дека пробале се и ете, веќе не можат ништо друго освен тоа. Меѓутоа сум сигурен дека за секој еден и за оној кој што навидум изгледа најбезнадежен има надеж. Има надеж, така. Реде, со оглед на тоа дека знаеме дека сме создадени како совршени личности, дека сме биле на врвот, се поставува прашањето, од каде слабоста во човековата природа? Знаете, и самата Библија дава решение за овој проблем. Ние сме створени совршено, тоа е факт, значи круна на све, али од друга страна Библијата исто така дава до знаење дека постои некоја друга сила, некоја друга темна страна на човештвото, што би ја рекол, кој што постојано покушува да го влече човекот надоле. Односно, колку сакаме да бидеме добри, толку таа друга страна покушува нас да не влече надоле. Таа темна страна на човекот, односно таа сила, не е некоја што
во облаците, како што знаат да кажат луѓето, него тоа не е само поим или некој лик од литература или не знам што. Тоа е стварно суштество, односно наречено Сотона или ѓавол. Јас би сакал да прочитам 2 стиха што самата Библија ги кажува во врска со него. Во прво послание до Петар 5:8 кажува: бидете трезвени и бдејте. Вашиот противник ѓаволот обиколува како лав што рика барајки некого да проголта. Едноставно, ѓаволот не поминува со цел да направи некому добро, него тој знае дека човекот е створен совршено и има идеја и во него е вграден, да кажем, некој механизам да прави морални добри работи, али тоа не му е мило. Едноставно тој покушува да го развори човечкиот род. Али ако денес погледаме весник или што и да е, пак ќе се навратам, се гледа дека колку е ниско панато човештвото. Да, ама не можеме нели секогаш Сотоната да го винуваме дека тој е крив за се, а ние сме секогаш тие што се добри. Точно, од друга страна, многу луѓе речат, па да, тој ме натера, тој ми рече, тој ми кажа и секогаш се вадиме на тоа. Меѓутоа, она што е јасно, Библијата дава до знаење дека постои друга сила Сотона кој што напаѓа, али исто така ни дава нас, мене и тебе, на секој нас до знаење дека сепак ние имаме слободна волја. Јас и ти можеме да бираме дали ќе одбереме добра или лоша страна. Сепак тоа зависи од нас. Меѓутоа, има решение. За целиот овој проблем постои решение. Ако ние се поврзиме со Христа преку молитва, ако веруваме во неговите ветувања, едноставно нас ќе ни биде дадена таква сила, таква енергија што ќе надмине таа лоша страна на човештвото, односно ќе надмине и самата сила на Сотоната. И на тој начин ние ќе покажеме дека сме деца Божји, кој што кажува Библијата, и тоа ќе го покажеме во нашиот живот, не само со збор, него и со дело. И од друга страна, Исус сам нас ни нуди излез, ни нуди пат, ни нуди решение и само каже дојдете кај мене. И јас ќе направам со вас големи дела. Преку него можеме да бидеме сигурни дека без разлика кои битки ги биеме, без разлика какви проблеми имаме, без разлика какви морални одлуки треба денес ние да донесеме, сепак ако сме со него, тогаш ќе бидеме сигурни. Многу пати луѓето паѓаат по тие ниски страсти и само се вадат, се изговараат дека толку можев, не можев повеќе, а не оставам да сватим дека тие лоши дела мене и тебе може да не разорат. А ние знаеме дека тоа не е добро. А тоа треба ние да ставиме крај да кажеме денес јас не утре. Утрешното вика дека не е наше, не знаеме што утре ќе се случи. Али денес има време јас да одлучам да правам добри работи. Не чекам, како што Антони Демелов во една негова книга пишува, ако очекуваш да се промени светот, тоаш никош нема да биде. Промената започнува со самиот јас. Од мене, ако сакаш да промениш целиот свет, почни со самиот себе си. Тоа е она што ние треба да го правиме. Би сакал да се надоврзам, добро што Раде го спомна оној метафизички свет, кој што е исто толку реален околу нас како што е светот што го гледаме. А кога не би ја знаеле оваа информација за таа војна на небото која што настанала и после дошла на земјата и дека сме ние во еден вид на голема борба, околу нас се случува еден космички конфликт, сите овие прашања некако би виселе во воздух. Меѓутоа Библијата таа кој што дава одговор и нуди решение. Исус Христос вели дека ние не некогаш таму кога ќе доживееме некое воскресение или во некоја далечна иднина ќе можеме да бидеме дел од Божјото царство. Тој вели дека можеме да бидеме дел од Божјото царство денес. И во една прилика на Никодим му вели во Евангелие по Јован читаме, вели ако не се родиме од озгора, не можеме да го видиме Божјото царство. Меѓутоа ако се родиме од озгора, ако го прифатиме Исуса Христа како наш спасител, ние веќе можеме да имаме решение за сите овие работи што ги кажавме и да бидеме победници веќе сега. Сега интересно тоа што често пати луѓето ќе кажат па да, ама јас не сум достоен, па јас треба многу да се менувам, јас не можам и така натаму и така натаму. Меѓутоа целата работа е дека не сме ние тие од кои што зависи тоа, туку Бог е тој кој што иницира, Бог е тој кој што прв дава чекор, наше само да примиме. Значи, во зависност од приманата благодат, ние соодветно на таа благодат одговараме, соодветно на таа благодат која што не трансформира, имаме сила да донесеме одлуки, имаме сила да истрајаме, имаме сила да победуваме. Вашите размислувања во врска со излагањето на Раде, дали може да нешто имате да додадете? Сакал да спомнаме една друга компонента во оваа тема која мислам не ја спомнавме, а заслужува да биде истакната, а тоа е да си помогнеме едни на други во нашите слабости. До сега разговаравме дека ја имам лична одговорност, дека имам одговорност кон луѓето околу мене, но постои одговорност на јас како индивидуум кон мојот ближен, да му помогнам во неговите слабости, да му помогнам да се избори, да бидам тука со него. Некогаш потребно да му се укаже некога на неговите слабости, бидејќи ние не ни знаеме за некој. Најлошо кога човекот сам се бори со своите слабости. И мислам,
тој елемент е многу битен да го имаме на ум, дека сите сме заедно во таа една борба, така да кажеме, и таа меѓусебна соработка, поддршка е пресудна за некои луѓе да успеат во надминувањето на тие слабости. Така градиме ние едно подобро општество, нели, во однос на она што гледаме во медиумите, нели, секојдневно. Че постои одговорност и кон другите околу мене, сами себе, а верувам дека таа одговорност која јас имам најубаво да ја споделам со другите, а најдобро ќе им помогнеме на другите, нели, доколку укажеме на таа помош која постои, прво да ние, нели, да ја искусиме сами во својот живот, да имаме искуство да ние бидеме пример дека може да се надмине некоја слабост. На таков начин го охрабруваме и другите. А од друга страна можеме да кажеме како тие може да ги... Значи, моето искуство и гради веќе на поинаква клима, а и материјал да им помогнем на другите да во своите слабости. И мислам дека таа колективна една одговорност да ја ставиме во овие рамки и пред се да знаеме од каде можеме да добиеме, нели, таа помош и да ја споделиме со другите. Да. Венче, кога веќе кажавме дека медиумите буквално ни го испраа мозокот, и најчесто сме, сега барем така мислам, склони да ги приметиме слабостите кај другите луѓе, а своите да не ги увидиме. Постои ли такво нешто? Или тоа е само мој заклучок? Па секако, целта на медиумите е, мислам, баш да ги намножи тие сите наши слабости. Гледаме дека постојано не бомбардираат пораки, реклами, ти можеш, ти си способен, ти си талентиран, ти. И сето тоа ни создава една егоцентричност која постојано се зголемува кај нас и мислам ни ги зголемува нашите слабости. Всушност ние ништо не можеме. Да. Без само уште да довршам, значи вистинската сила лежи во Бога. Ние од таму ја црпиме нашата енергија кога веќе нешто сме победиле. Ако до вчера сме се фалеле со нешто, ние веќе кога го примаме Бога, ние почнуваме другите да ги фалиме. Ако до вчера сме ги наоѓале грешките и маните кај другите луѓе, сега ние нашите. Сето тоа доаѓа од Бога. Тоа не е од нас, тоа е некоја чудна енергија. Така, јас би сакала да ги слушнеме и вашите размислувања по однос на она што имавме ние овде во студиото да го кажеме. Александра и Сузи, повелете. На крајот, некои ваши најголеми болки стануваат ваша најголема сила. Понекогаш, за благодарите им на лошите времиња, во нив вие растете, мора да се справите со болката, за да ја најдете среќата. Сузе, како тоа, најголемите болки стануваат најголема сила? Па, како што вели апостол Павле во Библијата, мојата сила се усовршува во слабоста. Така и ние со секое станување после паѓање сме се посилни. Има една фраза која што вели тоа што нема да не убие ќе не направи посилни. Па, поаѓајќи од таа фраза, јас би додала дека низ многу лоши ситуации и искушенија во животот, значи, колку што се повеќе ние паѓаме, толку се повеќе, значи, имаме искуство плюс во животот кое што не прави многу посилни и каде што, ни дава сила и надеж да продолжиме напред. На ова јас ви додала уште некоја мисла која што овде ја добивме на чатот. Луѓето не плачат бидејќи се слаби, туку затоа што биле силни подолго време. Што ќе додадеш ти на ова, Александра? Дали имаш коментар? Точно така, значи силните луѓе не се оние луѓе кои не плачат, немат чувства, туку напротив имат чувства, може да заплачат, но никогаш не се откажуваат. Значи продолжуваат напред и се борат до нови победи. И една мисла и јас би сакала да прочитам, понекогаш најсилните луѓе се оние кои сакаат и покрај сите недостатоци плачат за затворени врати и водат борби за кои никој не знае. Така. Мисла од чатот, значи во продолжение што ни пристигна, ако по патот на животот трчаш и паднеш, стани и стреси ја прашината, бидејќи не губи оној кој што паѓа, туку оној кој што останува да лежи. Така, јас немам уште некоја мисла, студио. Јас ве повикувам да продолжите со вашите коментари, а ние ќе ги проследиме. Вечерва имаме можност да слушнеме секакви примери. Утре не очекува една нова тема. А тоа е темата која е цената на алчност. Многу интересна тема, ќе имаме интересни соговорници, очекуваме и ваше учество. За крај би ви посакала лека ноќ и би завршила со една мисла.
Велат дека не можете да го сопрете времето, но можете да ги сопрете лошите навики во вас. Пријатна вечер.